Прв пат во 25 години постоење од МИА, вработените се принудени преку протест да барат остварување на нивните права. Денешниот предупредувачки протест е поради игнорантскиот однос на владата кон барањата за зголемување на платите согласно колективниот договор и усогласување на трошоците со живот. МИА повеќе месеци чека барањето за зголемување на платите да биде ставено на дневен ред на седница на влада. Финансискиот план, зголемувањето на платите во МИА е предвидено со финансискиот план за 2023 година, односно за тоа не се потребни дополнителни средства од буџетот. Основен предуслов за слободно и професионално новинарство е стабилна социјоекономска состојба на новинарите и медиумските работници. Поради подпросечните плати во МИА, веќе се соочува со одлив на кадар. Поради неодобрување на нови вработувања, исто така, медиумската информативна агенција се соочува со недостиг на кадар. Се надеваме дека ќе се надмине ситуацијата во полза на вработените и дека нема да бидеме принудени да преземаме дополнителни порадикални чекори. Спомнавте финансиски план, значи нема потреба од екстра средства. Финансиски план на МИА? Да, на МИА за 23 година е предвидено зголемување, но бараме само дозвола. Значи буџетот нема да биде оптоварен со зголемувањето на нашите плати. Но да бидеме појасни, јас би сакал да надополнам колешката од МИА. Синдикатот, самостојниот синдикат на новинари и медиумски работници дава огромна подршка, бидејќи МИА е реликт бисер во синдикализмот во македонското новинарство, бидејќи овде го имаме единствениот колективен договор кој е изработен и подпишан и нуди подобро унапредување на работничките права и заштита на работничките права. Јас се надевам дека нема колегите ќе опстат, нема да застанеме тука и ќе најдеме трајно решение за проблемот МИА, бидејќи проблемот МИА тлее 25 години, со оглед дека МИА е во вазална состојба секогаш кон владата, бидејќи буџетирањето доаѓа од таму. Ние имаме решение, ние знаеме како, предлагано е и ќе истраеме, се надевам овој протест ќе биде само импулс, а тоа е преку носење на закон за МИА, со кој еднаш за секогаш ќе се раскине таа врска на финансирање влада медиум, а буџетирањето на МИА ќе биде со процент предвиден, договорен однапред, односно со пари на граѓаните, и граѓаните ќе ја плаќаат содржината и контентот што го произведува МИА, а не владата. Се надам дека од тука ќе почнеме, ќе резултираме со изработка на закон за МИА, нешто на што целиме, како што успеавме колективен договор да подпишеме, се надам дека многу брзо ќе седнеме на маса и ќе разговараме за закон за МИА и овие колеги наши ќе ја добијат потполно независноста, уредувачката политика, планирањето на нивните плати, растот на нивните плати, бидејќи МИА, да не забораваме, остварува и приход со доброто и квалитетно работење. Благодарам. Прашања? Кога последен пат би се зголемени платите, затоа што пишуваше во најавата дека подолго време не се зголемени? Пред 4 години. Така да немаме никакво нивелирање на платите во согласност со стандардот, немаме зголемување на платите. Морам да напоменам дека денешниот предупредувачки протест е само наменет за барањето на плати. МИА има уште неколку горливи прашања што во текот на наредните дена ќе ги доставиме, ќе ги побараме, али ова е едно од најгорливите прашања као зголемување на платите. Што ако нема одглас од другата страна, ќе продолжат протестите? Да, протестите ќе продолжат, како што кажав, и најверојатно и ќе се радикализират.